Ке дозволите на почеток да им се извинам уште еднаш на полициските службеници кои мораа овие кои се плашат од работниците да ги ангажираат во огромен број, а истите тие во буџетот за нив предвидоа 0% изголемување на платите на полициските службеници, што сметам дека е срамно. Денеска поздрав од работниците заслужуваат само работниците. Да ги поздравиме со огромен аплауз полициските службеници кои стојат заедно со нас, а мислат исто како нас. Денеска Македонскиот полициски синдикат е тука за нив, во огромен број. Оние кои се на работа сакаат да бидат денеска со нас тука, затоа што за нив нема плата оваа година зголемена ниту за 1%, што е срамота за една влада која ги вика да ги чуваат од народот и од работниците. Дозволете ми да порачам на владата дека не треба да се плаши од народот, дека не треба да се плаши од работниците, дека ова е работнички протест организиран од работниците за работниците. Не доаѓаме по нивните функции, затоа што никој кој стои сега тука со нас на асфалтот нема политички амбиции, но има желба да се бори за зголемување на работничките плати и за зголемување на минималната плата. А тие пред некој ден седнати во фотелите во Стопанската комора, како нивни слуги на олигархијата, кажаа дека нема планираат да зголемат минималната плата надвор од законското усогласување за срамни 1667 денари. Но овие позади нас, кои се плашат од нас, ги бетонираа своите плати, за кои не сакаат да зборувате ниту вие, ниту ние, затоа што се огромни, ги бетонираа онака 79% изголемени, за тие да уживаат, а ние сите да мизеруваме. Ние работниците денеска протестираме за плата. Протестиравме и ќе протестираме. Не ви се плашим. Денеска сме тука со нашите семејства кои ги напаѓате. Денеска сме тука за нашите семејства кои ги напаѓате. Денеска сме тука за семејствата на работниците. Денеска сме тука и за работниците кои беа заплашени, на кои им се заканувавте да не дојдат да протестираат за зголемување на плата, затоа што денеска во вашите партиски соопштенија, за кои примате повеќе од 1,5 милион евра годишно од буџетот кој ние ви го овозможуваме како политичка партија, ќе зборувате дека многу малку работници бараат зголемување на платите и затоа нема да им дадете. Затоа што ако дадете, тие ќе се луксузирале, а вие не сакате да ги расипете работниците, да можат и работниците да живеат нормален живот. Ќе ви ветиме едно, а тоа е, утре, ако ја зголемите минималната плата на 600 евра, ги зголемите платите на сите работници за најмалку 6000 денари, нема да не гледате веќе, нема да ви бидеме трн во нога и нема да се нервирате поради работниците. Воспротивно, ви ветуваме уште пожестока борба, уште похрабри работници, уште повеќе протести, уште повеќе штрајкови, се до зголемување на работничките плати. Мислам дека видовте и вие дека не ви се плашиме, дека никој не ви се плаши. Видовте дека ви се бројат деновите до нови избори. Видовте незадоволни работници. Читате коментари по социјалните медиуми. Ви се смее цела држава. Срамота е тоа што им го правите на луѓето со изговор дека ово е оваков, ово е онаков, а вие, кога бевте опозиција, стоевте рамо до рамо тука, пред владата, пред символот на кршењето на работничките права, стоевте пред собранието со работниците на 40 степени, а сега се криете од работниците. Ангажирате огромни полициски сили
за да се заштитите од работниците, што е срамота за една влада која треба да биде народна, но вие сте ненародна влада, затоа што за народот не направивте ништо. Уште еднаш ќе ви повторам, никој овде не ја бара вашата фотелја. Не се плашете, не ви ја тресеме, седете удобно во неа, но зголемете ги платите на работниците, затоа што работниците се борат за корка леп, а вие се борите за манго, папаја, беби биф, лосос и што уште не. Можете денеска да не заокружите сите. Можете да кажете кој со кого бил, кој чив бил и кој каков бил. Можете да се однесувате како режим, но тоа го прават држави кои не се аспиранти за членки на Европската Унија. Тоа го правите и вие. И затоа добиваме поддршка од Меѓународната конфедерација на синдикати. Како што стоиме денеска тука ние, најавена е посета на генералниот секретар на Меѓународната конфедерација на синдикатите наредната недела. Првиот човек на синдикалното движење доаѓа во поддршка на работниците, доаѓа во поддршка на Сојузот на синдикатите на Македонија и на синдикатите здружени во ССМ. Доаѓа за да се зголемат вашите плати, работничките плати. Доаѓа затоа што и тие гледаат што прават македонските функционери и македонските олигарси. Доаѓа затоа што гледа дека оваа влада се заборчи за 400, 500, 700 милиони евра, за да даде кредити на газдите, кредити чии камати ќе ги плаќаме сите ние до еден тука. Зголеми и пензии кои се исплаќаат од нашите работнички плати, на нашите работници кои со својот труд ја изградиле државата, но одбиваат да зголемат плати на работниците, мислејќи дека парцијалното зголемување на едни 5, на едни 7, на едни 10, на едни 15, но за жал за полициските службеници кои се со нас тука 0%, ќе го разедините синдикалното движење. Не планираме да ви подклекнеме, не ви се плашиме и се гледаме повторно на улица, затоа што на маса ни се подсмевате во лице, а подсмевањето во лице на синдикатите е подсмевање во лице на работниците. Председателот на владата на една од последните седници на Економско-социјалниот совет минатата година, и ги повикувам да го објават видеото од седницата на Економско-социјалниот совет, ни се изнасмеа во лице на сите работници кои бевме внатре, освен на душманските синдикати, полтронските и партиските синдикати, и ни кажа дека тоа што ние сме го изготвиле како анализа од релевантни државни институции, треба да обезбедиме нови докази, а дека тој е за 800 евра минимална плата, додека сега нема можности да се направи тоа. Имавме еден премиер со ке и имаме втор со нема можности, но за нив секогаш имаат можности, секогаш имаат услови и секогаш имаат време. За нас, за работниците, за вас немаат ништо. Ве уверувам дека следниот протест, доколку биде уште поброен, дојдовме илјадници, дојдовме пак илјадници, дојдовме и 21, а министрите одеа пешки тука со наведнати глави. Можеме да ги блокираме со 21 човек. Можеме како и сега со 12.000 луѓе. Бевме 12.000 луѓе, ќе дојдеме и 20.000 луѓе, но да продолжите да им се заканувате на работниците, да им се заканувате со откази, да им се заканувате дека ќе ги распоредувате за да не излезат на улица, за да покажете дека се задоволни, дека добри се платите. Прочитајте ги коментарите на сите ваши партиски соопштенија, затоа што ние ве плаќаме, а не ве плаќаме да ги плаќате, да ги напаѓате работниците, туку да ги плаќате, да им ги зголемите платите. И затоа, како Сојуз на синдикати на Македонија, нема да се откажеме од борбата. И еден работник да излезе на улици и да бара зголемување на неговата плата, ние ќе бидеме со него. Вие, владата, газдите, можете да се борите со синдикатите кои ви се
полтрони со синдикатите кои не бараат зголемување на работничките плати и со синдикатите кои се борат за 15.000 денари паушал во управен одбор и синдикатите кои ги предадоа работниците со срамни 1667 денари. Тоа што можам да го ветам е дека нема да правиме кворум на седница на Економско-социјалниот совет за мизерно усогласување на минималната плата за 1667 денари. Нема да му нанесеме штета на ниту еден работник, ќе продолжиме да се бориме и нема да ви се молиме. И ве повикувам да ги поздравиме со едно големо уа овие кои уживаат на вашиот грб.